Јавното предпријатие за државни патишта ја комплетира реконструкцијата на делницата од регионалниот патен правец Р1304 од местноста Превалец кон влезот во Виница. Градежните работи ги изведуваат работници и механизација на јавното предпријатие Македонија пат. Тие се ангажирани на преасфалтирање на коловозот во должина од околу 1 километар и ширина од 6 метри од хотелот Слив до крстосницата со магистралниот пат А3. За реконструкцијата на последната фаза од патниот правец, јавното предпријатие инвестира 7 милиони денари, а се очекува преасфалтирањето да се комплетира за неколку дена. Предходно беа заменети оштетените дотраени сообраќајни знаци и патокази, а по завршувањето на градежните работи ќе се обнови и хоризонталната сигнализација. Пред неколку месеци беа реконструирани уште околу 2 километра од делницата, на делот од влезот во Виница кон мостот на реката Брегалница, а целата инвестиција чини над 20 милиони денари. Надлежните служби од општина Кочани ја почнаа пролетната акција за озеленување на јавните површини. Во разделното зеленило на булеварот Тодосија Паунов, како и на улиците Страшоер Бабче, во паркот во населбата Калиманова глава и на десетина други локации во градот, беа насадени 40 насадници од јасен, јавор, индиски јоргован и црвена слива. Во рамки на активностите за озеленување на јавните површини, влегува и обновувањето на оштетените, односно искршени стебла, кои според податоците од општина Кочани изнесуваат околу 10% од вкупните насади што биле засадени во претходната сезона. Комуналните инспекцијски служби од локалната самоуправа на Кочани апелираат до граѓаните за совесно и одговорно однесување кон новите садници, дрвјата и воопшто кон зелените површини. Со еколошки активности, основното училиште Свети Кирил и Методи се приклучи кон одбележувањето на 21 март, денот на пролетта. Ученици кои се членови на екоодборот реализираа акција за уредување на паркот во кругот на училишниот хол. При тоа садеа цвеќиња и украсни растенија. Исто така се организираше и екоактивност за собирање отпадна пластика. Учениците кои учествуваа во оваа акција се учениците кои членуваат во екоодборот во нашето училиште. Секоја акција тие се присутни, едва чекаат да дојде една ваква акција и да придонесат за почиста и поубава природа. Така и овој пат се одзваа и ете на брзина посадевме неколку садници. Продолжуваме и со акцијата на селектирање на пластични шишиња, при што учениците со нивните родители ги донесуваат од дома селектираните пластични шишиња, ги собираме овде, ги откупува фирмата Екопак Хит, односно Екотим Исток, и ете со тие пари, финансиски средства кои ги собираме на овој начин, па купуваме садници или се снабдуваме со најразлични наставни средства, нагледни средства и добиваме награди. Од екоодборот најавија дека со слични активности за уредување на дворот и околината на училиштето ќе продолжат и во наредниот период. Воспоставената соработка со операторот Екопак Хит ќе се реализира преку собирање отпадна пластика, со што ќе се обезбедат финансиски средства за реализација на планираните екоакции. Со символична активност за подобрување на животната средина, локалната самоуправа на Зрновци се вклучи во одбележувањето на 21 март, денот на пролетта. Заедно со учениците и наставниците од основното училиште Синиша Стоилов, како и со дечињата и вработените во детската градинка Бисерчиња, беше реализирана акција за пошумување. При тоа се засадуваа млади фиданки од зимзелени стебла. Подршка во реализацијата на акцијата дадоа и вработените во комуналното јавно предпријатие Водна кула, во координација со локалниот младински совет од Зрновци. На местото каде што досега се наоѓаше депонија, засаден е дрворед. Од општината истакнуваат дека тоа е символична ограда за совесно однесување на сите жители за одржување на чистата животна средина. Општинската библиотека Искра беше домаќин и организатор на културна програма, со која го одбележа 21 март, светскиот ден на поезијата, а што го посвети на творештвото на Кочорацин. Под мотото уметноста на стихот, спонтано прелевање на моќни чувства,
Програмата се реализираше во соработка со библиотеката Гоце Делчев и Народниот музеј од Велес, како и со ученици од училиштата од општините Кочани и Зрновци. При тоа беше истакнато дека Рацин е еден од стожерите на македонската современа поезија, а годинава се одбележуваат 115 години од неговото раѓање и 80 години од прераната смрт. Гости соработници, а на наше големо задоволство се основните училишта од општина Кочани и од општина Зрновци и двете средни општински училишта од Кочани, кои што предходно работеа, твореа на предходно организираната ликовно-литературна работилница, на која што на секое училиште се даде по една песна од стихозбирката Бели Могри. Учениците од литературните секции ги прочитаа песните, додека нивните соученици од ликовните секции, инспирирани од тие творби, направија ликовни дела, кои што можем да кажем се доста сликовити и успешни и ќе бидат изложени денеска во просториите на библиотека Искра. Со подршка од библиотеката од Велес е отворена изложба на книги за Рацин, а се одржа и кратка презентација со видеозапис за неговиот живот. Поставена е изложба од дел од нашите книги кои што се поврзани за Рацин и од Рацин. Тоа се дела кои што се дел од Рациновите средби кои што се организираат, дел од познати автори кои што истражувале за неговиот лик и дело. Имаме книги кои што се преведени на повеќе светски јазици. Оваа изложба ќе остане тука, така да вашите сограѓани од Кочани ќе можат да ја посадат и да се запознаат со ова творештво. Во одбележувањето на Светскиот ден на поезијата во Кочани се приклучи и Народниот музеј од Велес, кој се представи со ретроспективна изложба посветена на Рациновите средби. Музејот тука имаме паноа, се представува со една изложба преку паноа кој што се ретроспектива на 50 години Рацинови средби. Тоа е манифестација која што организира град Велес, значи 50 години поред и е во чест на Коста Солев Рацин. Значи тоа е комплексна манифестација со изложби, со поезија, со разни рецитали, па награди има. Мислам, прикажано е тука, баш можете да видите, сите години се прикажани, тие 50 години во една квалитетна изложба. Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, млади членови на литературниот клуб Копнеш читаа поезија од творештвото на Кочо Рацин. Екипите на Баскет Дино Деликатес, кои се надпреваруваат во младинските и третата кошаркарска лига, имаат целосен успех и забележаа победи. Во понеделникот вечерта се одигра надпреварот од 15-тото коло во третата кошаркарска лига, во кое нашите кошаркари беа домакини на тимот на Младинец од Скопје. Со подобра игра од своите противници, забележаа убедлива победа од 94-67 и ја оправдаа фаворитската улога. Со тоа освоија и нови бодови, со кои остануваат во врвот на табелата. Момчињата на тренерот Александар Диванисов во сите 4 четвртини беа подобри од гостите и на крајот заслужено се радуваа на победата. Во моментот Баскет Дино Деликатес со 25 бода се наоѓа на третата позиција и има 3 бода за останување зад првопласираните Маđари и Феникс Баскет. Во следното коло што ќе се игра в сабота, нашите кошаркари во третолигашка конкуренција ќе гостуваат против директниот конкурент Струмица. Баскет Дино Деликатес оствари победа и во младинските категории. Во М14 лигата, нашата екипа беше домакин на тимот на Ролинг од Струмица и го порази со резултат 101-32. Гостите беа немокни да се спротистават во текот на целиот надпревар и на крајот загубија со катастрофална разлика од 69 поени. Успех постигнаа и кошаркарите на Баскет Дино во М18 лигата. Тие за противник ја имаа екипата на МЗТ од Скопје, при што ја совладаа со резултат 101-73.